Добра вечер, почитувани. Го следите дневникот на Телевизија Плюс во продолжение на станите на денот. Наскоро ќе почне санацијата на кровот на браќа Миладиновци. ВМРО-ДПМН најави голема победа на следните избори. Графички приказни, самостојна изложба на Стефан Јакимовски. Избрана е фирма која ќе ја реализира санацијата на кровот на основното училиште браќа Миладиновци. Министерството за образование за оваа намена ќе одвои речиси 15 милиони денари. Училиштето годинава прослави и 70 години постоење. Наскоро треба да почне санацијата на кровот на браќа Миладиновци. Надлежните од училиштето информираа дека избрана фирма која ќе ја спроведе реконструкцијата. Министерството за образование и наука ќе одвои речиси 15 милиони денари за оваа намена. Се надевам дека во најскоро време ќе се надмине нашиот проблем, бидејќи учебната 2022-2023, како целата јавност што е запознаена, бевме раселени во неколку училишни објекти, работевме во многу тешки услови, каде што не само вториот кат, туку имавме прокапување и на првиот кат, имаме сериозни оштетувања и се надевам дека со санацијата на кровниот покривач, дека не само ќе биде саниран кровниот покривач, туку и штетите нанесени од влага и на крајот од ова учебна година остануваат месеците јуни, август, септември, каде што ќе немаме ученици и ќе го искористиме периодот за целосна санација, варосување на училишниот објект, се она што значи едни убави услови за почетокот на 2023 учебната 24. Иако во договорот стои дека периодот на изведба е 10 месеци, јас се надевам дека ние ова ќе го надминеме и дека почетокот на новата учебна година ќе го дочекаме онака како што доликува на едно централно основно училиште, кое брои само нашето основно училиште 1250 ученици, меѓутоа знаете дека во една административна зграда учиме две училишта и основното училиште Крсте Мисирков. Во централните училишта кои што делат заедничка зграда се образуваат околу 2500 ученици. Поради протекување на кровот и несоодветни услови за изведување настава на третиот кат, дел од учениците следат настава во истурен објект, како и во гимназијата Гоце Делчев. Инаку основното училиште браќа Миладиновци неделава прослави 70 години постоење. Имаме секако и планови за иднината, не очекуваат нели прва санацијата на кровот. Имаме уште работа со училишната спортска сала. Исто така имаме поднесено убав проект и за подрачното училиште во село Пчиња и се надевам дека овие заокружени 70 години јубилеи, 70 години постоење ќе ни дадат еден поттик за да продолжиме уште многу години училиштето да остварува резултати. Впрочем, завидно успешни ученици кои освојуваат награди и на општинско, и на регионално, на државно, републички награди, каде што си ја оправдуваат и си ги бранат нели боите на училиштето. 70 години период на постоење обврзува и не тера да продолжиме постапките на нашите нели предци и на нашите патрони браќата Миладиновци. Прославивме патронати, одбележување со многу активности, со игри без граници, со една убава приредба во Центар за култура, каде што имавме масовно присуство на родители, 150 ученика учествуваа во приредбата и пораката која сакавме да ја пратиме и ја пративме всушност ние до родителите и до граѓаните на Куманово беше отсликување на еден училишен ден, што у нас всушност ни се случува во еден училишен ден, каде што нормално беше опфатен и кровот и безбедноста, каде што и бевме наметани или 3 пати на поставување на експлозивни направи. Всушност, зборувам за последни 3 години каде што работиме во некои услови кои па и гранично нормални. Првин корона, нели вирусот, каде што загубивме и наша вработена.
Потоа енергетската криза, економската глобална криза, а енергетската криза баја ги не погоди, бидејќи училиштето се загрева и користи и струја, и нафта, и газ, и дрва, и пелети, што не беше лесно. И сега и самата безбедност нарушена, нели, стави под стрес и ученици, и вработени, и родители, и со тоа дополнително се справуваме, значи имаме видеомониторинг наместено, имаме соработка со МВР, патролно, значи единици секој ден доаѓаат од полиција, а и всушност и ние редовите од наставниците си ги стеснивме малку и одиме со трибини, со работилници, во кои, пак ќе кажам и на крај, сакам огромна благодарност да искажам до сите родители. Во текст и уписите на првачињата и досега во браќа Миладиновци се запишале 90, а надлежните очекуваат дополнителен број, бидејќи уписот е до крајот на мај. Во текот на вчерашниот ден, Министерството за внатрешни работи спроведе засилена акцијска контрола на територијата на Македонија за санкционирање на возила кои се движат со брзина поголема од дозволената, при што санкционирани се 192 возачи. Од нив 6 возила се движеле со брзина над 50 км на час, повеќе од дозволеното. При тоа 132 возила ја пречекориле брзината во населено место, а 60 надвор од населено место. Од трибината младински политики синоќа во Куманово ВМРО ДПМН најави голема победа на следните парламентарни и претседателски избори. Тие порачаа дека за уште неколку месеци власт не треба да се прави предавство на столетието на македонските и националните интереси. Најавија и дека актуелната власт ќе одговара за стореното. Председателот на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски на синоќешната трибина во Куманово насловена младински политики ја предупреди македонската јавност дека кога станува збор прашањето за уставни измени, на маса се става и редефинирање на карактерот на Македонија. Тој порача дека за уште неколку месеци власт не треба да се прави предавство на столетието на македонските и национални интереси. За уште неколку месеци власт што ги тргуваш со партијата ДУИ која те уценува да направиш предавство на својот народ и Македонија. Неколку месеци власт не е ништо во споредба со вековен срам за твоето име, твојот пород и голема мака за нашите национални и државни интереси. Неколку месеци ќе те одведат тебе и тие што те поддржуваат во пеколот после поразот на парламентарните избори. Мицкоски најави голема победа на следните парламентарни и претседателски избори, но и рече дека власта ќе одговара за стореното. Нагласи дека повеќето од населението живее во сиромаштија, цените на храната пораснале за 22%, но некои и за дури 36%. Народот, особено младите, гледаат да се иселат. Најави дека по изборите мора да се обезбедат пониски даноци за младите, студентскиот стандард да се зголеми, за образовните работници да се изврши усогласување на платите со колективниот договор, да се обезбеди целосно реновирање и реконструкција на студентските домови, 4 милиони евра за предприемачка иницијатива на младите и одвојување на 1 денар од акцизата на нафтените деривати во малопродажбата. Подпредседателот на партијата Мисајловски рече дека младите си заменуваат за тоа што се подпишува договор за автопати. Се префрлаат 120 милиони евра за дигитализирани автопати, тие не постојат, а некој ги земал парите. За да завршиш една работа треба да фатиш врски било каде, дали е тоа во здравството, да молиш по доктори, дали да бараш мој термин, дали да бараш кој било да ти помогне. За жал, реалноста е така и вие тоа сите го знаете. Ако отидете на еден шалтер, поготово тука во Куманово, мора да знаете некој од СДСМ или да молите некој од власта за да ви се помогне. Дали треба да завршите некоја работа во било која подрачна институција, исто така. И младите луѓе тоа го гледаат и се разочарани. И тоа е првата политика што ВМРО ДПМН треба да ја смени. Сергеј кажа многу убави проекти што ќе стигнат за младите, но ние треба да направиме огромен рестарт, да направиме во сите институции, да се престане да се подпишуваат договори за да се краде. Пред Кумановци се обрати и пратеникот Петрушевски и председателот на Општинскиот комитет Николовски. Тие истакнаа дека Куманово е заборавено од власта. За жал, иако споменавме дека Куманово е крстосница на коридорот 8 и коридорот 10 и геостратешки има многу поволна позиција за
развој на стопанството, на економијата, со тоа и нови работни места. Не се чувствува тоа апсолутно во градот. Она што го фали во градот е една индустријска зона која што ќе ги привлече тие инвестиции странски, и она што можем да го кажеме дека идната влада на ВМРО-ДПМН е предводена од председателот Христијан Мисковски апсолутно ќе се ангажира во делот на развој на една таква зона и привлекување на странски инвестиции, затоа што Куманово има таква геостратешка положба како крстосица на двата коридора. Од друга страна, овдека е, не можам дури да кажам дека е се узурпирано, туку е буквално окупирано од СДС допред некој месец или допред една година. Се уште се чувствува тоа влијание по институциите и се уште таа бирократска процедура е проблематична во Куманово. Ние, например, за реконструкција на едно основно училиште, главно тука во центарот на градот, веќе 4-та година како чекаме средства од Министерството за образование, и секоја година се доделуваат па се одземуваат како одредена казна. Слично имаме проблеми во спортската сала која што е во фаза на реконструкција, исто класичен пример за реваншизам ние и Соколана, каде што беа доделени средства, се започна одредена реконструкција, пак ги повлекоа сега средствата. СДСМ за прв пат изгуби на локалните избори во Куманово, на последните локални избори, и ВМРО-ДПМН за прв пат партиципира сега во на локално ниво во власта. Од тој момент, бидејќи го изгубија СДСМ за прв пат во 30 години владење, го изгубија локалното водство, и од тогаш како да го заборавија Куманово. Зошто? Моje лично мислење, затоа што немаат веќе контрола над Куманово, а кога немаш контрола, предпоставувам немаат веќе ни личен интерес, и што ќе име интересот за граѓаните на Куманово. Тоа е моje лично мислење и сметам дека сум во право што овдека искрено и отворено го зборувам тоа. Председателот на Унијата на млади сили на ВМРО-ДПМН Сергеј Попов нагласи дека по доаѓањето на власт ќе постојат икс број на даночни олеснувања за предприемачите, односно компаниите кои би вработиле младо лице до 29 години, но и многу други мерки. Општинската организација на Црвен крст, согласно долгогодишната соработка со Националната установа Центар за култура Трајко Прокопиев, спроведе обука по прва помош на нивните вработени. На оваа обука вработените имаа можност да се запознаат и стекнат со основните знаења за укажување на прва помош, како брза и витална интервенција, чија цел е да спаси човечки живот, но и да се намалат компликациите од настанатите повреди. Графички приказни е насловена новата самостојна изложба на авторот Стефан Јакимовски, која ќе биде отворена утре вечер во 19:30 во изложбениот салон на Центарот за култура. Ќе бидат изложени 30 на графички дела, а изложбата ќе биде поставена наредните 2 седмици. Во изложбениот салон на Центарот за култура Трајко Прокопиев утре вечер ќе биде отворена самостојна изложба на Стефан Јакимовски насловена Графички приказни, визуелни приказни раскажани преку ликовната и примената уметност. Кумановци во наредните 2 седмици ќе имаат можност да видат 30 на графички дела од Јакимовски, за кој што се вели дека е уметник кој со својот приказ и експресија на делата го поместува реалното и имагинарното и постојано е во потрага по нови прикази на своите дела, кои ги следи и вклопува во модерните текови. Се работи за некои 30 на графички дела, кои што се работени во дигитален медиум, а фаќаат еден склоп на применетата и ликовната уметност. Самата изложба е работена, самите дела се работени последниве неколку години. Дел од нив се веќе произлезени во јавност, како што се театарски плакати, одредени, да кажеме, концерти, различни настани кои што сум ги работел. И така да мислам дека самата изложба има интересен концепт, мултимедијален. Би било драго доколку нашите кумановци ја посетат. Исто така самата изложба ќе биде и составена и од еден, да кажеме, начин на кој што ќе се објасна самите дела подоцна како еден вид на мастер класови со одредени ученици од средновечко училиште низ Куманово и низ државата. Ви поканувам уште еднашка да дојдете во Центарот за култура утре во 19:30. Стефан Јакимовски е редовен професор на Факултетот за дизајн и мултимедија при ФОН и основач на катедрата за графички дизајн на истиот факултет.
Предава предмети од областа на графика, графички дизајн, типографија, плакат, корпоративна комуникација. Автор е на многу графички решенија и учесник на меѓународни конкурси, симпозиуми и изложби. Јакимовски е член на повеќе стручни жири комисии, рецензент на книги за средно стручно образование и ментор на наставни и воннаставни проекти. Јакимовски за својата досегашна работа има добиено многу награди и признанија. Брендовите Sinsay, Keira Spain, Pet Shop Family, Аптека Карпош и Номи Балони од денеска се новата понуда во Алфи, покрај постоечките салони на Алфи Техноцентар, Прима и Кам Маркет. Визијата и целите на Алфи Би Компани е да ги задоволи потребите на сите купувачи, дури и на оние кои имаат специфични побарувања. Алфи најавува и бизнис центар наменет за канцеларии и конференцијски сали, а се очекува вкупната бројка на вработените да достигне 300. Од денеска збогатена е понудата во Алфи, компанија која постојано инвестира во трговскиот капацитет со цел да ја зголеми комфорноста на купувачите. Визијата и целите на Алфи Би Компани е да ги задоволи потребите на сите купувачи, дури и на оние кои што имаат специфични побарувања. Алфи успешно ја гради својата професионална приказна од 1992 година. Денес можеме официјално да го најавиме и првиот ритејлен бизнис центар во Куманово под име Алфи, кај што во моментално работата Алфи Техноцентар, Кам Маркет и Прима Мебел. Од денес официјално ќе отварат и Sinsay, Chiara Beauty, Family Pet Shop, Номи Балони и ќе имаме аптека Карпош која е одлично стабнена спрема аптеките што се во градот Куманово. За купувачите обезбедивме нов паркинг пристап, имаме нов подземен паркинг и во моментот броиме 160 паркинг места за да можат купувачите полесно да пристапат кон локалите кои што се во нашиот ритейл центар. Во моментот преговараме уште со два големи бренда и спремаме нов фуд корнер и голема игротека која ќе биде по принцип на светските игротеки каде што ќе можат и најмалите членови да се забавуваат и дружат заедно со нас. Исто така сакам да најавам дека спремаме и бизнис центар кој ќе биде наменет за канцеларии и конференцијски сали каде што ќе можат луѓето да ги прават своите презентации и да го развиваат својот бизнис во иднина. Брендот Sinsay нуди производи за различни возрастни категории, препознатлив е по пристапни цени и максимален комфор. Sinsay брендот е дел од LPP групацијата. Постоиме на македонскиот пазар веќе 1 година и 10 месеци. Вкупно имаме 13 продавници, а Sinsay е 8 продавница која отвараме во Куманово. Се радуваме на кумановци, ве чекаме да не посетите. Во нашата продавница може да најдете облека за женски, за машки, деца. Го имаме многу познатиот наш Home Department, каде што може да најдете се за вашиот дом. И аптеката Карпош 2 од денеска функционира во рамките на Алфи. Станува збор за нова аптека која располага со најширока палета на лекови и медицински средства во градот. Оваа аптека е дел од првата приватна поликлиника Карпош во Куманово, која што успешно работи од 1995 година. Низ постојаното вложување придонесува за континуирано подобрување на квалитетот на услугите. Станува збор за еден нов концепт, една најмодерна аптека во територија на град Куманово. Првичната идеја ни беше да направиме една убава атмосфера, кај што нашите клиенти и пациенти ќе добијат една врвна професионална фармацевска услуга, каде што ќе добијат еден врвен фармацевски совет и нормално сето тоа после со еден асортиман каде што е најширок на територија на општина Куманово, да можат и да продуктите кои ги користат да може да си ги набават тука. Аптека Карпош постои веќе 17 години и е во склоп на еден сегмент што е поликлиника Карпош веќе 26 година, составена од општа амбуланта, од стоматологија и специјалистичка лабораторија, прва специјалистичка лабораторија во градот Куманово. И така да аптека Карпош 2 е само дел од проширување од еден успешен концепт на територија на општина Куманово. Центарот Алфи се простира на површина од 14.000 метри квадратни со сите закупци и заеднички простори, а се планира во втората фаза од проектот да бидат доградени дополнителни 3.500 метри квадратни кои се предвидени за спортска опрема и текстил. Моменталната бројка од околу 180 вработени со зголемувањето на содржините во Алфи во наредниот период ќе достигне 300, најавуваат надлежните од компанијата. Во Центарот за култура во сабота од 15 до 19 часот ќе се одржи втората поред изложба на минијатурни модели на автомобили. Настанот го организира клубот Diecast. Втората изложба, информираат надлежните, е посветена на еден од најголемите филмски класици на сите времиња, Back to the Future.
Не ја пропуштајте оваа прилика да се запознаете со други колекционери и љубители на дајкаст модели и колекционери, како и изработувачи на воздухопловни макети. Ке размените искуства и ке го озбогатите вашето знаење во однос на моделите и изработката на макетите, се вели во соопштенијето. Ке имате можност да уживате во убави и детални модели на автомобили, камиони и воздухопловни макети. Во продолжение следуваат вестите од Македонија. Владата на вчерашната седница ја разгледа и усвои информацијата во врска со потребата од ставање на лепници со НМК ознака на регистарските таблици, предложена од Министерството за внатрешни работи. Со ставањето на лепница на регистарските таблици, според информацијата од МВР, во целост се почитува обврската за ознаката на новиот код на Република Северна Македонија на регистарските таблици на возилата од една страна, а од друга страна финансиските издатоци за ова решение се речиси неспоредливи со износот потребен за замена на регистарските таблици со нови регистарски таблици. Во оваа насока е предвидено ставање на лепници со НМК ознака на возила кои што имаат таблици со МК ознака, со што ќе се избегнат дополнителни финансиски трошоци за издавање повеќе нови документи, лиценци, сертификати кои што се поврзани со бројот на регистарската таблица. Поставувањето на лепници со ознака НМК на регистарските таблици според образложението од МВР ќе биде олеснување и за транспортерите кои што патуваат во Европската унија. На овој начин тие имаат можност на транспортните возила да ги задржат постоечките таблици, со што ќе бидат заштитени од потребата за промени во целокупната документација во државите членки на ЕУ, што ќе се појави како потреба доколку постоечките регистарски таблици ги сменат со нови таблици во нашата држава. По разгледувањето на информацијата задолжено е Министерството за внатрешни работи да изготви правилник за изменување и дополнување на правилникот за формата и содржината на образецот на барањето за издавање на пробните таблици, формата и содржината на регистарските таблици и на пробните таблици на возилата, како и начинот и постапката на нивно издавање. Децата од предучилишните установи ќе добиваат свежи сезонски овошја од домашно производство, како што се кајси, праски, сливи, круши и јаболки во текот на 5 месеци, односно секое дете треба да добие по 1 килограм овошје неделно. Министрите за труд и социјална политика и за земјоделство Јованка Тренчевска и Љупчо Николовски денеска го најавија почетокот на програмата за поттикнување на потрошувачката на свежо овошје за 2023 година, што ги вклучува сите градинки во државата и предвидува свежо сезонско овошје секој ден за секое дете. Со оваа програма на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство ќе бидат опфатени 38.000 деца од сите градинки во државата. Следна активност, како што посочи Тренчевска, е едукација за грижа и превенција на здравјето во детските градинки и во семејни услови преку соодветна и правилна исхрана. Со оваа едукација ќе бидат опфатени сите стручни профили, вработени во детските градинки, децата и родителите. Таа подлече дека здравата исхрана на децата од најмала возраст е од особено значење за нивниот правилен психофизички раст и развој. Владата на вчерашната седница усвои 10 препораки за училиштата, директорите, општините, меѓуопштинските центри за социјална работа, Министерството за образование и наука, Бирото за развој на образованието и Државниот просветен инспекторат, а целта е да се превенира меѓуврсничкото насилство. Усвојувањето на ваквите препораки следува по вклучувањето на алармот кај надлежните откако во Србија 13 годишен ученик уби 9 деца и чувар во основно училиште, а во меѓувреме почина уште едно од тешко повредените девојчиња. Препораките опфаќаат формирање стручни тимови кои што ќе разговараат со секое дете во училиштата, состаноци со родителите за подобрување на безбедноста и состојбата во школите и во нивните околини, да се направат протоколи за ограничување на користењето мобилни телефони од страна на учениците и наставниците, да се обезбедат услови за психолозите и педагозите да може да одржуваат тета-те средба со учениците и слично. Времето денеска во Куманово утре метеоролозите најавуваат облачно време со температура која ќе се движи во интервал од 10 до 16 степени Целзиусови. Тоа е се за вечерва. Останете и понатаму со нашата програма.